Почитувани гледачи, добра вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а ова се настаните на денот. Зоранчо Јованчев избран за член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Доктор Тони Нешковски е нов председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци. Извршниот комитет вчера ги објави имињата на старо-новите председатели на општински комитети во 4-та изборна единица. Со одлука на извршниот комитет, ВМРО-ДПМНЕ вчера попладне ги објави новите председатели на општинските комитети во 4-та изборна единица. За председател на општински комитет Кавадарци е именуван доктор Тони Нешковски. Тој преку социјалните мрежи упати благодарност до председателот на партијата Мицкоски за укажаната доверба и поддршка. Оваа функција за мене представува пред се голема чест, мотивација, но и уште поголема одговорност. Ке работам честно, посветено и достоинствено за организацијата, за членството и за сите граѓани на општина Кавадарци. Ветувам многу работа, чесен и одговорен пристап. Подготвен сум да водам со храброст, да обединувам со разум и да работам со енергија. Кавадарци заслужува силно и организирано ВМРО-ДПМНЕ, одговорно лидерство, силен комитет, победничко Кавадарци, напиша новиот председател на Кавадаречкиот комитет. Досегашниот председател и актуелен пратеник Зоранчо Јованчев е избран за член на извршниот комитет на партијата. Тој исто така упати благодарност до партискиот лидер за укажаната доверба за оваа висока функција. Овој чекор е плод на мојата политичка кариера, каде од член на УМС од 1991 преку член на општинскиот комитет, советник во општина Кавадарци, председател на општинскиот комитет Кавадарци и пратеник во Собранието на Република Македонија. Во изминатите 9 години успеавме да реализираме целосни победи кои допринесоа кон раст и развој на Кавадарци и регионот. Со овој чекор напред од се срце се заблагодарувам на секој еден член, симпатизер и граѓанин, кој на било каков начин беше поттик за остварување на сите предизвици. Благодарност до општинскиот комитет, градоначалникот, Унијата на жени, Унијата на млади сили, Унијата на ветерани и сите месни комитети за изминатите 9 години исполнети со труд, посветеност, работа, победи и сите активности спроведени како тим. Да се биде член на извршниот комитет значи продолжување на победничката патека и работењето за доброто на Македонија, мотив и поттик да продолжам да работам за доброто на граѓаните, напиша Јованчев. Во Росоман, уште еден председателски мандат доби актуелниот градоначалник Ѓорги Крстевски. Со општинскиот комитет во Неготино ќе раководи Павлинче Честојнова, а во Димиркапија Андон Донев. Ротари клуб Кавадарци ја продолжува поддршката на заедницата. Денеска донираше инвалидски колички и ортопедски помагала на општинската организација на Црвен крст. Денес сме овде во Црвен крст со цел да ја предадеме донацијата обезбедена од Ротари клуб Кавадарци во соработка со Ротари клуб Кочани Виница. Чести задоволство ни е во ова ротаријанска година да на Црвен крст му доделиме 10 ортопедски помагала и 3 инвалидски колички кои што се управуваат рачно. Вредноста на оваа донација е некаде околу 3000 евра. Со тоа што ќе им биде потребна и ќе ги задоволиме потребите на оние лица кои што имаат потешкоти во движењето. Значи, покрај тоа што може да се употребуваат количките за оние кои што воопшто не може да се движат, имаме и 10 ортопедски помагала за оние кои што имаат отежнато движење. Се надевам дека ова опрема ќе го подобри функционирањето на Црвениот крст. Истовремено сакам да ги повикам и здруженијата кои што работат со лица со ограничено движење, како што се Здруженијето Мобилност и други, дека овие ортопедски помагала ќе им бидат на располагање преку Црвениот крст и истите ќе им бидат достапни бесплатно преку нивното користење преку општинската организација на Црвен крст. Исто така би сакал да најавам уште една донација која е некаде во вредност од 3500 евра,
кој ја реализиравме исто така во соработка со Ротари клуб Кочани Виница, а се однесува на помош и поддршка на Сдруженијето на слепи лица, односно се работи за донација на лупа, која значително ќе им го олесни функционирањето на лицата кои што имаат ограничен вид. Уште еднаш сакам да изразам длабока благодарност до нашите партнери, односно до Ротари клуб Кочани Виница за добиената донација. Во име на Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци, денеска е голем ден за нас. Јас како претседател на Општинската организација на Црвениот крст Кавадарци, од срце, од нашиот тим во Црвениот крст, упатуваме голема благодарност за ова благородна и општествено одговорна донација од страна на Ротари клуб Кавадарци, Ротари клуб Кочани Виница и пред се тука благодарност до градоначалникот доктор Витко Јанчев, до локалната самоуправа, до секретарот и сите чинители на овој свечен чин. Се надевам дека овие ортопедски помагала и инвалидските колички и дека како ќе најдат примена кај нас за лицата за кои што се потребни, и се надевам дека оваквите донации, од ваквиот тип, ќе подигнат свеста во нашето општествено економско живење, за подобро утро, за подобро здравје, и се надевам дека секој донира нешто ќе си најде своја апликативна примена и на лицата со отежното движење, лицата со инвалидитет, и мислам дека сме отворени за секоја добротворна акција. Се врши испитување и тестирање на цела водоводна и канализациона мрежа во местноста Моклиште, како завршен чекор пред пуштање во употреба на истата во должина од 6,4 километри. Проект вреден 1 милион евра, финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, како и локалната самоуправа. Општина Кавадарци продолжува да инвестира во модерна комунална инфраструктура и подобрување на квалитетот на живот, велат од локалната самоуправа. Секретарот на Општина Кавадарци, господин Тодор Ефремов, присуствуваше на завршната церемонија на обуката за урбано пребарување и спасување, организирана од UNDP во соработка со амбасадата на Грција во Македонија. Во текот на 3-дневната обука, пожарникарите од територијалната противпожарна единица Кавадарци, заедно со своите колеги од Скопје, имаа можност да стекнат нови знаења и практични вештини за одговор при земјотреси, операции за пребарување и спасување и подобрување на оперативната подготвеност. Општина Кавадарци упатува искрена благодарност до UNDP, амбасадата на Грција и обучувачите од Грција за поддршката и вложувањето во јакнењето на капацитетите на службите кои се грижат за безбедноста на граѓаните. На сите учесници им честитаме за успешно завршената обука и добиените сертификати. Веруваме дека стекнатите знаења ќе придонесат за уште поголема подготвеност, ефикасност и безбедност на нашата локална заедница, велат од локалната самоуправа. Одбележани 83 години од смртта на Димката Ангелов Габерот. Основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот синоќа со свечена седница и културно-уметничка програма го одбележа патрониот празник. Денес со особена чест, достоинство и чувство на историска одговорност го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште, храмот на знаењето кој веќе 9 децении представува столб на просветата, духовноста и општествениот напредок во нашата средина. 90 години постоење не се само временска одредница. Тоа е импозантен историски континуитет, ткаен од трудот, визијата и посветеноста на генерации наставници, ученици и просветни дејци, кои низ годините ја граделе и афирмирале мисијата на училиштето како место каде што се создаваат личности, се обликува карактерот и се негува човечкото достоинство. Особена возвишеност на овој ден му дава името на нашето училиште, кое што гордо го носи името на Димката Ангелов Габерот, просветител, даскал и револуционер, човек кој длабоко верувал дека слободата и образованието се неразделни категории во духовниот развој на еден народ. Неговата животна определба не била само борба за национално достоинство, туку и борба за просветување, за будење на свеста и за афирмација на знаењето како најсилна преобразувачка сила во општеството. Да се носи неговото име значи да се прифати обврската за континуирано стремење кон изволеност, кон морална исправност
и кон воспитување генерации кои ќе умеат да размислуваат критички, да действуваат одговорно и да создаваат со визија. Почитувани ученици, вие сте живиот продолжеток на оваа 90 годишна традиција. Во време на брзи промени и сложени предизвици, вашата најголема сила ќе биде знаењето, но и човечноста, интегритетот и способноста да останете верни на вистинските вредности. Не дозволувајте образованието да биде само формален процес, направете го лична мисија, патување кон духовна и интелектуална зрелост. Само така ќе станете носители на прогресот и достоинствени градители на иднината. Почитувани колеги наставници, вашата професија е една од највозвишените човечки мисии. Во време кога општеството се соочува со бројни искушенија, толку наставникот останува чувар на знаењето, културата и етичките вредности. Ви изразувам искрена благодарност за вашата пожртвуваност, за трпението, за тивката, но величествена работа, преку која секојдневно оставате неизбришлива трага во животите на младите луѓе. Денес, кога го чествуваме овој голем юбилеј, 90 години од постоењето на нашето училиште, не го славиме само минатото. Ние ја потврдуваме и нашата определба за едината. Да продолжиме да создаваме училиште кој ќе биде препознатливо по знаење, етика, современост и духовна широчина. Нека патрониот празник ни биде потсетник дека вистинската вредност на едно училиште не се мери само според неговите зидови, туку според светлината што ја остава во умовите и срцата на генерациите. Почитувани, 90 годишната историја на нашето училиште е испишана од многу генерации ученици и наставници, но и од луѓето кои со визија, мудрост и чувство за одговорност стоеле на неговото чело. Историјата на едно училиште не ја создаваат само годините. Ја создаваат луѓето кои со својата работа го претвораат во институција што трае. Посебна чест и задоволство ми е кога сум дел од настан кој обележува ваков епитет на наш голем типички доајен, 90 години постоење на едно најстарно наше основно општинско училиште Винка Вангел во Габрот, кој низ овие 9 декади произведе генерации кои се достојни градители на нашето Кавадарци, произведе генерации кои се достојни градители и препознатливи надвор од границите на нашата држава, тие се наши кавадарчки амбасадори надвор од нашата Македонија. Школа која е достојни си на негова традицијата на минатото и верувајте дека без почитување на минатото нема да можеме да едуцираме генерации кои ќе можат да бидат достојни градители во идно време, толку во тој правец, во начин на соработка на образованието, заедно како локална самоуправа и основни општински училишта и средно образование, градоначалникот на општина Кавадарци господин Митко Јанчев, заедно со Советот на општина Кавадарци и со секупното образование има силно подадена рака. Во тој правец во изминатите 9 години на градоначалник Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци можам да потврдам дека прилично се изработени доста голем дел на проекти во област на образованието. Само тоа што е најважно што ќе го споделам за вашето основно општинско училиште е дека иден проект за 2026 година е поставување на фотоелектрични панели на спортската сала при основното општинско училиште Винка Вангел во Габрот, проект кој во време на енергетска криза ќе го возложи намалување на потрошувачките на електрична енергија. Тоа што сакам да ве подсетам како јавност е дека сите 7 основни општински училишта на територијата на општина Кавадарци имаат фотопанели на нивните покриви. По текот на оваа година на средното образование во општина Кавадарци ќе се наместат такви фотоелектрични панели. Заедно со нашите менаџери на основните и средните општински училишта можам да потврдам дека во изминатите 2 години од буџетот на општина Кавадарци се издвојуваат од прилика 1,5 милиони денари. Тоа се пари за учениците и менторите кои издвојуваат награди како на наше државно и интернационално ниво. По тој правец се радува дека во 2027 година од договора и разговор со градоначалникот таа сума ќе се зголеми. Се во интерес да го потикнеме битката на развој, да го потикнеме битката на знаење, а војно да направиме една мала лична сатисфакција на самите ментори во нивниот едукативен процес на најдобрите ученици на генерацијата. Во Кавадарци се одржаа регионалните спортски пензионерски игри. Огромна чест и задоволство ми е
што денеска Сдруженијето на пензионери Кавадарци е домаќин на регионалните спортски игри на Сдружение на пензионери од Јужниот Вардарски регион. Во овие спортски игри учество ќе земат 8 сдруженија, тоа Кавадарци, Велес, Неготино, Демир Капија, Гевгенија, Богданци, Дојран и Валандово. Голема чест ми е да стоам пред вас, кои сте вистински пример дека годините се само бројка, а младоста е состојба на духот. Денес не сме тука само за медали, тука сме за да го прославиме нашето заедништво, пријателство и неуморна енергија. Вашата желба за дружење и активен живот и инспирација за сите помлади категории. Покажете го вашиот надпреварувачки дух, но пред се уживајте во секој момент и во секоја насмевка. Ви посакувам многу успех, одлична забава и добро дружење. Добар ден. Денеска во Кавадарци се одржуваат 30 регионални спортски надпревари 2026 година во организација на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, а домаќин е Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. Од името на Сојузот и председателката на Сојузот Станка Трајкова ве поздравувам, а посебни поздрави до председателот на Сдруженијето на Кавадарци како домаќин на овие спортски надпревари и председателите учесници на овие надпревари од 5-тиот регион, и тоа од Велес, Валандово, Неготино, Гевгелија, Богданци, Демир Капија и Дојран. Посебен поздрав до сите пензионери, учесници и други присутни гости. Со одржувањето на овие настани, пензионерите покажуваат дека годините се само бројка и не се пречка за постигнување на добри резултати, а преку дружењето пензионерите се стекнуваат со нови пријателства и не ја чувствуваат осаменоста. Денеска престојува во Кавадарци градот на виното и песната, градот на гостопримството и градот на музиката. Сдруженијето на пензионери Кавадарци е поголемо сдружение со околу 7800 членови и со своето действување од кога е формирано се бројува во активни сдруженија кои учествуваат како во спортските надпревари, така и во одржувањето на реви, на песни, музика и игри. Убедена сум дека денесните спортски надпревари ќе се одвиват во најдобар ред со почитување на правилата предвидени во правилникот. Ги прогласува за отворени овие спортски надпревари. Еден голем поздрав и од мене за сите присутни, а посебно за спортистите. Ја знам дека спортистите вие сите сте добри во своите дисциплини, но ќе победат најспремните. Во оваа година ќе се надпреваруваме во 10 дисциплини. Теглењето јаже е отфрлена како дисциплина. Пеналите и фрлењето на кош ќе бидат во малата сала одма до нас. Пикадото, шахот, доминото и таблата во големиот хол одма до нас. Додека атлетските дисциплини, скок од место, трчањето и фрлење ѓуле ќе бидат натревнати од терен пред влезот на салата. Додека стрелањето со воздушна пушка ќе бидат малку оддалечени во приближното училиште, но ќе имате човек кој ќе ве допрати и ќе ве врати назад. Уште еднаш ви посакувам успешни надпревари, нека победат најспремните. Во Росоман беше отворен 6-тиот меморијален турнир во мал фудбал Сашко Гелов Шулц. Овој турнир од година во година прераснува во вистински спортски настан и препознатлив белег на општина Росоман. Голема благодарност до сите организатори, поддржувачи и учесници кои со многу труд, посветеност и љубов работат за успешна организација на турнирот и зачувување на споменот за Сашко Гелов Шулц. Спортот обединува, создава пријателства и ја промовира нашата општина во најдобро светло. Им посакуваме многу среќа и фер игра на сите екипи, велат од локалната самоуправа. Со нови мерки го вреднуваме трудот на земјоделците, порачаа од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Вистина е дека трудот на македонскиот земјоделец денес е понижен и обезвреднат. Земјоделците се излажани и изиграни. Пари немаат. Вистината е дека најголемиот дел од заработката
завршува кај прекупците, наместо кај земјоделецот кој од утро до мрак е на нива. Вистина е дека субвенциите за земјоделците им ги скратија за 40 милиони евра и не им се исплатени на време. СДСМ во програмата Твоја држава, твоја шанса нуди нов пристап кон земјоделието. Го вреднуваме трудот на нашиот земјоделец. Праведно е да има поголема поддршка за домашното производство и нови можности за развој на македонското село. Праведно е земјоделецот да заработува од својот труд, а не најголемиот профит да завршува кај прекупците. Предвидуваме државни регионални центри за откуп кои ќе се насочат парите директно кај фармерот. Обезбедуваме повисоки субвенции за органско производство и за земјоделци кои инвестираат во одржливо и еколошко производство. Обезбедуваме неповратни грантови за сушари, преработувачки капацитети за производите да добијат поголема вредност уште во местото каде што се произведуваат. Наместо да извезуваме анонимни производи, ќе создаваме препознатлив македонски бренд што носи поголема заработка за производителите. Државата го плаќа брендирањето на земјоделските производи, како македонска биоприказна. Праведно е сточарите да имаат сигурност и предвидливост во своето производство. Затоа предвидуваме механизам за гарантиран приход по грло добиток, кој не смее да падне под релативни трошоци на производството. Младите земјоделци му се потребни на земјоделието. Ќе создаваме услови како младите земјоделци ќе бидат современи и агропредприемачи, кои ќе користат технологија да создадат чист, здрав и скап македонски бренд. Тоа е правично, тоа е правилно, затоа што најважно е домашното производство на храна, затоа што развиено земјоделство е двигател на економијата. Твоја држава, твоја шанса. Над 80% од граѓаните сметаат дека уставни измени под диктат на Бугарија не треба да се прифаќаат. Само Филипче ги промовира и поддржува, рече на денешната пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМНЕ. Над 80% од граѓаните сметаат дека уставни измени под диктат на Бугарија не треба да се прифаќаат. Само Филипче ги промовира и поддржува. Филипче и СДС се ставија директно на тацна на Бугарија и на Румен Радев и одработуваат во интерес на други држави затоа што се уценети. Филипче и СДС одат против македонскиот народ кој бара пристапување на Македонија во Европската Унија со достоинство, интегритет и идентитет. Филипче и СДС секогаш го ставале приватниот интерес пред државниот. Така беше и кога беа на власт изминатите 7 години, а доказ за тоа се нивните полни джепови и распродадените државни и национални интереси. Мекото ткиво во Македонија, предводено од Филипче и СДС, носи само штета на државата. Затоа граѓаните дават огромна поддршка на ВМРО ДПМНЕ, за да можеме исправено да ја представуваме нашата историја, култура, јазик и идентитет пред оние кои тоа ни го негираат, а соработуваат токму со Филипче и СДС. Барањата на бугарите не се нови, тоа се истите од 2022 година, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Не се тоа нови барања, тоа се барања од самиот почеток. Не, да бидеме прецизни, тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Но ова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушна цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Ова не се нови барања, ова се истите барања. Тоест, да бидам попрецизен, работата на историската комисија не е формална, таа е суштинска. И тоа не е прв пат да го слушнаме ние на тие разговори. Да речеме, немаме исто гледање на идентитетските прашања. За нас Гоце Делчев е идентитетот македонски, за нив не е, за нив е дел од бугарскиот идентитет. За нас Илинденското востание е дел од македонскиот идентитет, за нив не е. Тоа е преображенско востание и така натаму. Тоа се суштински прашања кои што за жал се присутни уште од 2022-та, не се нови барања. Не се само промена на уставот
и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Така што нема ништо различно тоа што денеска го слушаме, тоа што го слушаме во континуитет од тоа што за жал претходната влада го прифати во 2022 година. А сега вести од спортот. Девојките до 18 години испишаа историја. Кавадарци има шампиони во кошарка. За прв пат во младинските категории до 18 години екипа од кавадарци се закити со шампионскиот трофеј. Женскиот кошаркарски клуб Про Баскет е нов шампион на Македонија. Поддржани од преполните трибини во спортската сала Јасмин, нашите девојки покажаа срце, карактер и шампионски дух. На патот до титулата ги совладаа Вардар во полуфиналето и МЗТ Бела Вода во големото финале, носејќи му историски успех на нашиот град. По повод овој голем успех, шампионките беа примени од градоначалникот, кој им упати искрени честитки и порача дека тие се вистински пример за посветеност, дисциплина и љубов кон спортот. Нивниот успех е гордост за кавадарци и инспирација за сите млади генерации. Честитки до кошаркарките, тренерите, управата и родителите кои беа дел од ова шампионско патување, пишуваат од локалната самоуправа. Оливер Богатинов е новиот шеф на стручниот штаб на кавадаричкиот прволигаш градски фудбалски клуб Тиквеш. Тиквеш официјално го представи новиот шеф на стручниот штаб, а довербата за предводење на кавадаречкиот прволигаш му е дадена на Оливер Богатинов. Станува збор за словенец со македонско потекло, кој долго време живее во Словенија и речиси целата своја кариера ја помина во оваа земја. Последниот ангажман пред Тиквеш го имаше во Горица, која се надпреварува во втора словенечка лига. Предходно Богатинов беше на кормилото на неколку познати словенечки клубови, меѓу кои Копер, Радомље, Алуминии, Мура и Олимпија. Покрај тренерските ангажмани во својата кариера извршуваше и функција спортски директор во Марибор, еден од најтрофејните клубови во Словенија. Интересно е што единственото негово интернационално искуство надвор од словенечкиот фудбал го имаше во Саудиска Арабија, каде што работеше во младинската академија на Ал Хилал во 2015 година, клуб кој денес важи за еден од најмоќните во азијскиот фудбал. Постигнавме договор за 2-годишна соработка со тренер, чие искуство, професионален пристап и кариера, изградена во високо конкурентни фудбалски средини, представуваат значајно засилување за нашиот клуб, велат од ГФК Тиквеш. А сега временската прогноза. Променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ке дува засилен долж по Вардарието повремено силен ветер од северен правец, над 60 км на час. Температурата ќе се движи до 25 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.